Американските најави за тарифи и превземање на Гренланд ги засенија економските теми на форумот во Давос. Во исчекување на пристигнувањето на Трамп во швајцарскиот скијачки центар, шефицата на Европската комисија му порача одговорот на Европската унија ќе биде обединет и во целосна солидарност со Данска и Гренланд. Нивниот суверенитет за унијата е неоспорен. Данокот на Трамп за 8 европски држави кои застанаа за Данска, фон дер Лајен го нарече грешка. And this is why we are working on a package to support Arctic security. First principle, full solidarity with Greenland and the Kingdom of Denmark. The sovereignty and integrity of their territory is non-negotiable. Second, we're working on a massive European investment surge in Greenland. We will work with Greenland and Denmark hand in hand to see how we can further support the local economy and infrastructure. Third, we will work with the United States and all partners on wider Arctic security. Американскиот секретар за финансии пак кој е дел од американската делегација во Давос пристигна со смирувачка порака. Односите на САД со Европа остануваат силни. It's been 48 hours. As I said, sit back, relax. I am confident that the leaders will not escalate and that this will work out in a manner that ends up in a very good place for all, for national security, for the US and for Europe. Американскиот председател Доналд Трамп на својата социјална мрежа објави приватни пораки за кои тврди дека му ги испратиле генералниот секретар на НАТО Марк Руте и францускиот председател Емануел Макрон, во кои му даваат поддршка за достигнувањата во Сирија, но не ги разбираат неговите потези за Гренланд. Но ова тема на маргините на форумот се најавува и средба Трамп-Руте. Во Давос и македонска делегација предводена од премиерот Мицкоски, кој најавува серија средби со представници на водечки светски корпорации и финансиски институции, на кои ќе ги презентира можностите за инвестирање во македонската економија со фокус на енергетиката и технологијата. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.